Ми представува особена чест и задоволство да ве поздравам и да ви посакам срдечно добре дојде на оваа завршна пресконференција во Струмица, на која со информирање на јавноста и промоција на резултатите од уште еден успешно завршен проект, даваме нова потврда за сериозност и професионален однос на општина Струмица во поглед на искористувањето на европските фондови. Реконструираната детска градинка во градскиот парк во Струмица, поставените соларни системи за загревање на топла вода и енергетски ефикасното осветлување во трите детски градинки, во Струмица изготвениот прирачник за еколошко образование на децата од детските градинки од Струмица и Кюстендил, набавената опрема за создавање на училници за еколошко образование на деца и многу други успешно реализирани активности се всушност показ на резултатите од проектот Еко градинки за одржлива иднина, што успешно е спроведен од страна на проектните партнери од Струмица и Кюстендил, Република Бугарија. Станува збор за проект финансиран од Европската Унија и националните фондови на земјите учеснички во рамките на Интеррек ИПА програмата за прекогранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија во периодот од 2014 до 2020 година. Вкупниот буџет изнесува околу 400.000 евра, подеднакво распореден меѓу двата проектни партнери. Ако кон предходно споменатите реализирани активности го додадеме и целокупниот сет на спроведени активности за подобрување на еколошко образование на децата од предучилишна возраст, како и спроведените обуки и работилници за јакнење на капацитетите на воспитно-образовниот персонал од детските градинки, тогаш се вкупниот заклучок би бил дека станува збор за издржан, повеќе од неопходен и одлично спроведен проект. Имајќи предвид дека најмладите жители во Струмица и Кюстендил ја овозможија соработката меѓу двете општини, а притоа водејќи се и од позитивните впечатоци на сите чинители кои директно или индиректно беа инволвирани во процесот на реализација на самиот проект, посакувам реализација на уште многу вакви проекти за доброто на општина Струмица и нејзините граѓани, но и за негување и унапредување на прекограничната соработка во овој дел од Балканот. На крај би сакал да им се заблагодарам на донаторите од Европската Унија, заедничкиот секретаријат на програмата и Министерството за локална самоуправа на Република Македонија, на партнерите од Кюстендил, Република Бугарија, на сите институции и поединци кои директно или индиректно беа вклучени во реализација на проектот и презентација на неговите резултати. Воедно не можам а да не искажам јавно признание и огромна благодарност за соработката до вработените во одделот на меѓународна соработка и европски фондови при општина Струмица, кој имаше клучна улога во изготвувањето и аплицирањето и успешно спроведување на проектот.